Петронка и Благој Манчеви од Кучичино живеат тежок живот на двајца инвалиди. Петронка е речиси целосно слепа, а нејзиниот сопруг има тешко искривување на ребетот. Живеат сами, далеку од очите и грижата на државата. На двајцата им е неопходна туѓа помош, но за нив нема ниту пари, ниту помош. Имаат по 50 и некоја година, но маките и болестите од нив направиле предвреме остарени и пропаднати луѓе. Според лекарските наоди, Петронка е со загубени 98% од видот. Не видам, ич. Можете ли нешто самостојно да работите или за себе? Не, ич. Ни за прање, ни за јадење, ништо. Он помага. Не видам ја. Ја покушавам најден, да ти кажам право, покушав сама да идам, па зна. Не видам. Тешко е. На мен ми многу мака. На мен ми, ја ти дека сеш, не те видам. На мен и се ми темнина. Вид нема. Ден и ноќ ми темно на мен. Ако и даеш едење, ќе јаде. Ако и даеш вода, ќе пие, ќе јаде. Ако привлечеш арно, ако измееш арно. И јас ја, мислам, бањам, перам, алишта, речок, вечера, прање, доктор, сите процедури. Тоа се ја тоа. Ја мора да водам на доктор, ја мора да иземам апчиња, мора ја инсулин да иземам. Ја треба да боцкам, сабаја или вечер. 3 пати денеска треба да има јадење. Ние сме никои незаштитени. По законот, како ја инвалид, она како 100% инвалид. Но според државата и институциите, таа е сосема нормална и самостојна личност, па барањето за нега и е одбиено. На 24 октомври го добиме решение дека сме одбиени. И после ние на 2 ноември 11 месец поднасаме жалба и на жалбата сме одбиени. Тоа е не 100%, неправилно, 1000%. И овие пари што ги дават, што слушам, ако е истина, тие 4 подарки за таков човек, неспособен 100% или 1000%, тие са пари малку. Ова е тежок удар за овие луѓе, кои за да ги поднесат документите за нега, морале да земат пари на заем. Сега немаат ниту нега, ниту од каде позајменото да го вратат. Тоа е мизерно. Тоа е не 100%, 1000% мизерно. Задржал сум се, не е варно дека многу работи, многу давачки. И јас се чудам што ќе ги вратам на луѓето. Јас се чудам сам. Заклучокот на комисиите ги разочара и навреди овие луѓе, па тие јавно ги повикаа представниците од надлежното министерство да дојдат и да се уверат во нивниот хендикеп. Министерот да дојде обавезно да види. Слободно може да дојде. Нека види лично, оти не видам. Они може да рече вие лажите. Нека дојде комисијата друга, нека види. Колку надлежните ќе ја слушнат болката на овие луѓе е прашање. Затворена во 4 ѕида на својата соба, која за Петронка е целиот нејзин свет, таа не испрати со горко чувство на душата дека во оваа држава здрав болен не верува.